На Свети Трифун, православниот празник на лозарите, денеска во црквата Света Петка Параскева беше одржана света архиерейска литургија со која начествуваше владиката Повардарски господин Агатангел. Со оглед на големата трагедија која ја снајде Македонија и 15 семејства зави во црнина по тешката сообраќајна несреќа која се случи вчера попладне на патот Скопје-Гостивар, денеска и утре е прогласена дводневна жалост во Република Македонија. Нема да се одржат сите закажани манифестации по повод празникот на лозарите. Единствено во Кавадарци се одржа литургија во црквата Света Петка Параскева посветена на светителот Свети Трифун, а во црквата Свети Димитрија, која е во фаза на целосна реконструкција и изградба, во дворот беа закроени црковните лози. Закројувањето го изврши со пригодна молитва владиката Повардарски господин Агатангел во сослужение со свешеници на Македонската православна црква Охридска архиепископија од Кавадаречкото и Велешкото наместништво. Владиката Агатангел им се обрати на верниците, а особено во својата беседа се задржа на оддалечувањето на луѓето од Бога и од црквите. Тоа го илустрира со драстично опаднатиот број на присутни верници токму на чинот на символичното закројување, односно неприсуството на црквите на овој ден. Вашите домови да бидат среќни, радосни, исполнети со радост, а радосни ќе бидеме кога нашите срца и души први ќе бидат исполнети со Бога, а потоа со сите оние земни потреби што му се потребни на човекот за да обстане во живот. Си исполнувам за пред некое време, драги мои, колку беше полна црквата со народ и колку беа полно двориштево со народ кој чекаше да се закројат лозите и да земат дел од овие прачки да однесат во своите лозија за благослов. Денеска една рака луѓе се собираме и секоја година се помалку и помалку, но општеството, драги мои, допринесува да овој празник, празникот посветен на Свети Трифун, предодамна младите го нарекоа празник на љубовта, празник на Свети Валентин, а додека традиционално, православно, христијански, она како што го примивме од нашите дедовци и прадедовци, она како што го примивме чествувањето на овој празник од нашите дедовци, додека така го чествувавме и така го празнувавме, и срцата и душите ни беа полни, драги мои, чеда на нашата света македонска црква, чеда на оваа наша прекрасна македонска земја, исполнета со голема благодат, додека ги чествувавме на тој начин како што не воспитувава, полни ни беа и амбарите, полни ни беа и срцата и душите, полни беа црквите, а со полнотата на црквата и Господ се радува, а преку него, преку неговата благодат, преку неговата добрина, преку неговата љубов, преку неговото милосрдие и човеколюбие, и нашите срца и души беа исполнети со голема радост. Затоа, драги мои, браќа македонци и македонки, слушнете го гласот и плачот на црквата. Ве молам, не се оддалечувајте од незе. Единствена вистинска институција е нашава света македонска црква, дадена од нашиот Господ Бог Исус Христос. Апостолот Павле, пишувајќи го посланието до нашите прадедовци, филипјаните. Посланието до филипјаните е наречено послание на радоста. Внимавајте, послание на радоста, што ниедно послание што ги напишал апостолот Павле
и до грците, и до римјаните, и до ефесјаните, и до сите оние што ги пишувал посланијата, не е наречено послание на радост. А зашто го нарекол апостолот Павле и светите отци ова наше послание, пишувано до македонскиот народ во Филипи, послание на радоста? Затоа што најдобро бил пречекан во Македонија. Македонските мајки и татковци наши ги отвориле срцата и душите и го примиле Христа, воскреснатиот Спасителот наш, кој го проповедаше апостолот Павле. И од тогаш навака таа радост нашите прародители, нашите македонци од времето на светиот апостол Павле, примајќи го крштевањето, еве денеска и ние со тоа крштевање, со таа вера во Спасителот наш Господ Исус Христос, во неговото воскресение кое го проповедаше апостолот Павле, и ние го проповедаме тоа, таа радост ја чувствуваме, таа радост што ни ја принесоа, ја чувствуваме во нашите срца и во нашите души. Зар мала болка доживеавме, драги мои, овие денови? Се менува името, се менува таблите, се менува јазикот, се ни се менува. Се можа да сменат, но душата македонска не може никој да ја смени, не може никој да ни ја земе. Еден ваш брат тука гласаше да се смени името и го молевме да не гласа, да не си ја става душата во грев, да не остава проклецо на децата, на фамилијата, на све, на градот овдека, што ќе речат оние наши братчиња, дечиња, кои нивните мајки со години носева црни шами на главите, може и ден денеска некоја носи што ги убива бугарските фашисти и други борци за слобода, и од Илинденското, и пред Илинденското, и после Илинденското востание. Болката е голема, но вистината е во Бога, драги мои. Правдата е во Бога, а што е најважно, љубовта Божја е во нашите срца и во нашите души. Таа љубов ние ќе ја пренесеме и се надеваме дека сите грешки што се направени ќе даде Бог повторно да се исправат и повторно да огрее сонцето на оваа наша македонска земја. Ве молам уште еднаш, чувајте ја верата Христова, љубете ко Христос, сакајте си ја македонската православна црква, бидејќи единствен столб на нашето постоење ни остана уште црквата наша македонска. И затоа ве молам од длабочината на мојата душа, љубете го Христа, љубете ја црквата и љубете оваа наша убава, прекрасна Македонија. Бог да ве благослови. Амин. Бог да ви даде мир и спокојство во вашите срца, во вашите души, во вашите домови, мир и љубов во вашиот град и во целата ваша општина. Нека е за многу години, честит празник, да сте ми живи и здрави, среќни, радосни, весели. Амин, 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 амин.